90% истомисленици, оние на кои сметавме да им кажеме што мислиме за лустрацијата, која е полоша од времето на инквизиција, ги нема тука. И затоа мислам дека е добро, она што го рече професор Ванковска, да остане како белег на едно време, кое е не време за Македонија, да се сетиме дека направивме полоши услови и односи за луѓе од што беше времето на информбирото, од што беше времето на либерализмот и анархолиберализмот, овдека не има некои кои ги поминавме сите тие премрежија, меѓутоа сметам дека никој не може и не смее да бара да се амнестира од она што го правил и што го направил. Затоа овдека престанете да мислите само на удба, размислувајте и на КОС, размислувајте и на странските служби. Македонија денеска е черечат 15 странски служби на чело со ЦИА, БНД, МИ-6, разузнавачката управа на НАТО пактот, кој не ни е пријател на нас македонците. Тој е пријател на другата структура која е против Македонија. Јас во една прилика при илустрација на еден мој пријател реков дека пола влада се шпиуни. Никој мене за тоа не ме повика на одговорност да ми каже: професоре, вие говорите глупости. Или ако говорите така, кажете ни кои се тие шпиуни. Па сите оние што одат на консултации, а се партнери во владата, што идат на консултации во Тирана, во Приштина, во Софија, има и такви кои одат и во Атина. Тие луѓе се, најпросто речено, луѓе чија назнака почнува со Ш. И немојте кодошите се, да ви кажам, кодоши се производ на партиски кадровски кујни. Јас сум бил припадник на служба која имала соработнички односи. Секој што бил соработник на службата бил предлаган и воспоставуван еден организиран, свесен и таен однос со него врз принципи како да се прима на работа во служба. И вие, информаторите, немајте да ги мешате со кодошите. А Комисијата за илустрација воглавном располага со документи и материјали кои се на ниво на информатор. А во времето на СФРЈ, според законот и уставот, секој граѓанин имал обврска и право да води сметка за безбедноста на државата. Во рамките на тој закон за општествена самозаштита, ОНО и ОСЗ, не можел никој да биде вработен на одредени работни места што ги штитеше служба за државна безбедност, ако не беше во некакви релации со таа служба. Не мораше да биде соработник. И затоа, немојте да причаме некои работи кои не се за здрав разум за прифаќање, дека дипломатите и амбасадорите немале врска со служба. Ајде се, не би било згодно да кажувам некој, еден мој висок извор од втора управа на војната безбедност беше склонет после 24 часа поради безбедностна некултура на еден многу висок функционер во Скопје, на кого му преносов информации од А категорија за разузнавање, тоа тие што се професионалци знаеш што значи. Меѓутоа тоа беше провалено затоа што не сакаше да ме слуша дека е озвучен. А он се мислеше дека е многу значаен во државата, па е озвучен. Сите беа озвучени пред тоа и тој и го предупредив. Меѓутоа кога отиде мојот извор кај него, беше провален и после неколку дена истиот беше елиминиран од служба, предвреме пензиониран и сите тие работи. Знаете што? Овдека многу добро се познаваме, мала држава ние. Ние направивме злочин према луѓето што ги илустрировавме. И тоа не може никој да го исправи. Оваа комисија за илустрација, државна комисија, нема никакви ингеренции на суд. Само таа може да подготвува и да праќа на суд. Да испрати до суд, судот е тој што ќе одлучи дали е некој бил кодош, каков кодош и дали треба да сноси одредени и какви реперкусии и во кој временски период. Имајте и обзир малку овие што работите во интерес на таа комисија и према мртвите.